Добре дојавте во Актуелна тера. Еве ги вестите на денот. Цермат го купи фудбалскиот клуб Пелистер. Од утре ќе продолжи хемотерапијата на битолска онкологија. Што и треба на Пелагонија за богати приноси. Микробизнисот на патот до јавните набавки. Европската комисија во извештајот за напредокот за нашата земја уште еднаш ја задржува препораката за почеток на преговори за членство, но овој пат со условеност од напредок во реформите. Со оглед на акумулативниот прогрес што земјата го прави, комисијата смета дека политичките критериуми и натаму се доволно исполнети, ја задржува препораката за отворање преговори за членство, но жали што се направени чекори наназад во текот на изминатата година. Комисијата бара од властите да преземат одлучна акција за да се решат зголемената политизација и растечките недостатоци во независноста на судството и слободата на изразување на начин кој ќе дозволи препораката да остане одржлива и во идните години, стои во документот. Довербата во државните институции постепено се губи, расте загриженоста за селективната правда, состојбата на слободата на медиумите продолжува да се влошува. Европската комисија искажува сериозна загриженост поради тоа што во текот на минатата година расте политизацијата на државните институции, контролата на владата кон медиумите, а и изборите. Неодамнешната политичка криза меѓу владата и опозицијата покажува дека партиските интереси се поважни и од националниот интерес. Тоа е одговорност и на владата и на опозицијата кои треба да обезбедат политичка дебата пред се да се одвија во парламентот и да придонесе да се создадат услови за негово добро функционирање, вели заклучокот за состојбата во нашата земја. Откако заклучува дека и власта и опозицијата треба да имаат политички диалог, Брисел додава дека владата треба да ја обезбеди на опозицијата можност целосно да исполнат својата демократска контролна функција, а опозицијата исто така конструктивно да влезе во демократскиот процес. Европската комисија не е стрекна поради начинот на кој се одвиваат меѓуетничките односи во земјата. За спорот со името Брисел смета дека треба да се преземат одлучни чекори за да се реши проблемот со името со Грција. Според Европската комисија, неуспешните преговори во оваа област кои траат 19 години имаат директно влијание на европската аспирација на земјата. Затоа потребна е одлучна акција како и проактивна поддршка на лидерите на Европската унија, вели извештајот кој со ова упатува порака до земјите членки на Европската унија кои се единствените кои може да помогнат спорот да се реши. А еве и изјавата на Штефан Филе, еврокомесарот за проширување во заминување. The European Union accession process with the former Yugoslav Republic of Macedonia is at an impasse. Action is needed to reverse recent backsliding, notably as regards freedom of expression and of the media and the independence of the judiciary. There is an urgent need to find a negotiated and mutually acceptable solution to the name issue. And government and opposition should take steps to restore political dialogue in parliament. The next one. Денеска беше официализиран договорот кој беше подпишан пред 9 дена помеѓу општина Битола и новиот доминантен сопственик на фудбалскиот клуб Пелистер, битолската компанија Цермат. Цермат во фудбалскиот клуб Пелистер има 75% од акциите, останатите 25% кај општина Битола. Зоран Мишевски. Денешниот ден е историски за општина Битола, битолскиот спорт и фудбалскиот клуб Пелистер. Од денес нов собственик на клубот и доминантен акционер е битолската компанија Цермат, која што во наредните 6 години ќе го води клубот. Во првите 4 ќе има партнер во општина Битола, која што ќе има 25% од акциите, а Пелистер ќе има вкупен буџет од 520.000 евра, каков што никогаш немал во својата историја. Во првите 4 години овој буџет ќе го покриваат компанијата Цермат со 390.000 евра годишно и општина Битола со 130.000 евра годишно. Веднаш потоа, комплетно компанијата Цермат ќе го превземе раководењето со клубот. Ценам дека ова е многу значаен чекор. Мислам дека е многу важен и токму така да го оцениме како историски, затоа што почнува друг начин на функционирање на спортот, на поддршка во спортот, се разбира. Сигурен сум дека ова е дополнителна мотивација и за фудбалерите и за останатите спортисти, затоа што на ваков начин ќе се охрабрат и останати стопанственици да соработуваат и да поддржуваат во дел од другите спортови. Ни требаше многу долго време додека ги
разгледаме сите можности, алтернативи во детали, како што и претходно спомнавте вие. Ние сме многу деталисти и сакаме тоа да функционира перфектно. Нашиот проблем е додека се зафатиме со таа работа, додека влезиме во таа проблематика. Сигурно дека ние површно ја познаваме проблематиката, но кога ќе навлезиме подлабоко, сигурно дека ќе имаме решенија, ќе има одредени промени во клубот, сите тие ќе бидат во позитивна насока за доброто и иднината на клубот. Нашите Пелистер отстално имал добри фудбалери, тоа нас не мотивира. Градот е фудбалски град, можам да кажам еден од, ајде да не увредам никого, еден од најфудбалските градови во Македонија и заслужува стварно да има клуб со кој што може да се гордее. Собственикот на Цермат Зона Ристевски потенцираше дека убавата бугарска приказна Лудогорец треба да биде инспирација за Пелистер. Постави акцент врз работата со младинските категории, инфраструктурата и соработката со битолските навивачи. Многу еден важен сегмент се исто нашата публика. Битола е позната по публиката која што е 13 играч 12 играч на клубот. Ние сакаме да имаме навивачи кои што ќе бидат вистински навивачи и кои што ќе го сакаат спортот. Тука посебно ќе ги истакнам исто така во оваа прилика чкембарите кои што сакаме да соработуваме и во иднина ќе имаме посебен состанок со чкембарите. Тие се важна алка во понатамошното наше развој на овој спорт во Битола. Иако не може ништо преку ноќ, Пелистер очекува подобри денови. На промоцијата беа присутни представници на две менаџерски агенции од соседна Србија, кои што блиско ќе соработуваат со клубот и со новиот собственик. Наредната година Пелистер ќе слави 70 години од своето постоење и надежта е дека ќе го прослави јубилеот со место во фудбалска Европа. Паднал од багер и тешко се повредил. Обезбедувањето на клиничката болница пријавило во полиција дека вчера околу 15 часот во клиничката болница е пренесено лице кое што се повредило при паѓање од багер, не информираше Магдалена Димитровска, портпарол на Савара Битола. Повредениот работник од екипа на РЕК Битола бил пренесен на клиниката, каде лекарите првично констатирале тешки телесни повреди скршеници. Увид е извршен од овидна екипа на Савара Битола по овластување на јавен обвинител. Од утре ќе продолжи хемотерапијата на битолска онкологија. Пациенти од Битола се пожалија дека веќе 2 недели не ја примале хемотерапијата на битолска онкологија. Портпаролот на болницата Јагода Стојановска за Тера објасни дека не се работело за 2 недели, туку за неколку дена. Прекинот настанал заради тоа што двете сестри биле на боледување, а болницата не можела веднаш да најде замена бидејќи станува збор за специфична работа. Денеска ситуацијата се средувала и од утре пациентите, како што вели Стојановска, ќе продолжат да ја добиваат хемотерапијата на битолска онкологија. Еве што ќе гледате во продолжението на Актуел. Словеничко-македонски бизнис клуб во Битола. И за други теми покусата пауза. Останете со нас. Вашето мислење нам ни е важно, затоа што Тера телевизија е на страната на гледачите. Искажете ги вашите ставови на нашиот веб портал tera.mk. Прашањето за оваа недела гласи: дали треба да има екстерно тестирање и за студентите? Да, не. За резултатите од анкетата читајте на tera.mk или гледајте во вестите на Тера телевизија. Словенечкиот амбасадор во Република Македонија Бранко Раковец денеска ја посети Битола и се сретна со градоначалникот Владимир Талески, како и со стопанственици од овај град кои соработуваат или имаат намера да соработуваат со компании од Република Словенија. Стопанствениците од двете држави размена искуства на бизнис средбата. Маја Погоевска. Словенечкиот амбасадор во Република Македонија денес по посета на Битола се сретна со градоначалникот на Битола, се сретна и со стопанственици на бизнис средбата, која се одржа со цел развивање на македонско-словенечката стопанска соработка. Денеска се организира во Битола еден интересен бизнис настан на кој словенечките и македонските
представници на предпријатија ќе имат можноста да продлабочат поинако одлична економска соработка меѓу двете пријателјски држави. Убеден сум дека нашите и македонските бизнисмени ќе ја искористат таа можноста. Не работи се само за соработка во областа на економија, него за сите полиња, него е збор за сите полиња од заедничкиот интерес. Битолскиот градоначалник рече дека разговараа на повеќе теми. Тука пред се зборувавме и за можностите што ги нуди нашиот национален парк, односно сето она што го имаме на Пелистер, со можност да видиме доколку има некој заинтересиран, со представници кои што имат поголемо искуство за изградба и вложување на капацитети, зимски центри, туристички центри и така натаму, да ги контактираме и евентуално ако има некој заинтересиран да дојдат, да погледнат, да видат што е она што може да биде многу интересно за инвестиции исто така. Така што оценам дека понатаму ќе развиваме и динамиката ќе се зголеми во соработката со Република Словенија, односно и со нашиот збратимен град. Знаете дека општина Битола е збратимена со Крањ. Сега таму имаат избори, како што ме информираше амбасадорот. Сега се втор круг избори во некој од општините, градовите, така што веднаш после тоа, штом се одлучи кој ќе биде градоначалникот на Крањ, јас сум убеден дека ќе ги направиме првите контакти и ќе обновиме повторно соработката со крај. На средбата се потенцираше дека освен добро развиената културна соработка треба да се развие на високо ниво и економската соработка. Како малите и микропредпријатијата да станат дел од пазарот на јавните набавки со зајакнување на локалните економии. Во 36 општини во Македонија на ова проблематика работи Центарот за граѓански комуникации. Оливера Михајловска. Имате фирма, ама немате принтер, скенер, компјутер, интернет и човек кој знае како да ве регистрира на пазарот за јавни набавки, со што би склучиле бизнис делка со државата, а со тоа би зајакнале локалните економии, самите фирми и би добиле дел од колачот што се вика државен буџет кој годишно на име јавни набавки тежи 1 милион евра. Дури 95% од регистрираните фирми во земјава припаѓаат на микропредпријатијата кои, такви какви што се, мали, со најмногу 3 вработени, ги нема никаде на агендата на пазарот со јавни набавки. Тоа е, значи, стои тоа прашање дека почетните трошоци се навистина големи, меѓутоа ако е тоа единствен начин да добие тендер или да учествува или да прави бизнис од државата, да не заборавиме јавните набавки се 1 милиарда евра годишно. Че таму има пари и тие мора да стопанисуваат со државата. Оти локалните економии гледате дека не се движат баш многу, а државата сепак е во некој, мислам, буџетот стабилно се одвива, така што ќе мора тоа да го направи. 2,5 години Центарот за граѓански комуникации работи на активирање на микропредпријатијата во 36 општини во Источна Македонија, каде единствената екзистенција се точно овие јавни набавки, но парадоксот следи преку примерот за автомеханичарски дуќан. Тој што е цел ден во масло, рацете во масло, треба да знае да има компјутер и да знае да работи на компјутер за да учествува на јавни набавки, да добие сервис на општината возилата да ги сервисира, например. Значи, и предрасудите, односно, мислам дека е дел реални, дека не можат да добијат, но и неспремноста прави се заедно да не учествуваат во јавните набавки. Како еден од механизмите при едукација кој ги прави Центарот низ овие 36 општини е здружувањето на мали бизниси во заедничка понуда на јавните набавки, со што е можно добивање на тендер поголем дури од 5000 евра. Опфатени со овој проект се 300 мали и микропредпријатија, за кои се обезбедени бесплатни обуки, секојдневна асистенција, стручни консултации за изработка на тендерска документација и пријавување на огласите за јавни набавки. Кога да се ѓубри нивата, со што и на каков начин да се засее за да се роди плодот со добар принос? На оваа тема Биспромет Агроцентар со експерти од Хрватска и Србија ги едуцира пелагониските земјоделци. Оливера Михајловска. Плодна е и најголема, позната по лебното жито кое не само во изобилство го дава, туку и по површините со жито под кои лежи пелагонија. Годинава дождот ги оштети земјоделците, но оние кои не инвестирале во својот посев, оние пак кои прихранувале, штителе и чувале, добиле од 5 до 7 тони по хектар за чудувачки многу. Во земјоделството се е важно. И нивата, и водата, и ораното, и семенскиот материјал, и ѓубривото. Што велат?
ако сакаш да најдеш. Во рамки на активностите на Биспромет Агроцентар влегува и едукацијата и информирањето на земјоделците со новите семиња, ѓубрива и совети кога и како нештото треба да се направи. Фармерите голем е интересот, нели? Знаеме дека науката оди напред, цело време се произведуваат поприносни сорти, значи подобри ѓубрива, подобри препарати. Јасно дека интересот е голем, голема посетеност. Климатските промени се факт кој влијае врз приносите. Затоа внимателно треба да се избере семенскиот материјал. Експерти од Хрватска промовираат пченица креирана пред 15 години за денеска да биде адаптабилна. Прije svega sortu Mateu, koja je izuzetno rodna pšenica, vrlo dobre pekarske kvalitete, krušne kvalitete da kažem. Пред се сортата Матеја, исклучително плодна пченица, со многу добар пекарски квалитет. Сорта Мија, рана пченка, доста квалитетна со преку 30% глутен и 14% протеин и ја препорачувам сортата Викторија, еден вистински подобрувач. 14% proteina i preporučam nadalje sortu Viktorija. To je jedan pravi poboljšivač. Србите пак во делот на ѓубрењето велат потребно и зависи најмногу од живот на земјоделецот. Билката не кажува дека е гладна, ако не ја храните ќе пожолти па ќе се исуши, додека билката која е нахранета соодветно, тогаш таа 6-кратно ќе возврати. Важно е земјоделецот да стави квалитетно ѓубриво во кое фосфорот е дури 95% растворлив во вода, потребен за коренот на пченицата. Јас апелирам до земјоделците да не ги штедат тие 2 до 3 литри гориво и да ја прихранат пченицата напролет и да ја поделат на 2 етапи, крајот на јануари кон февруари и некаде во март, како пченицата би имала во распоред во текот на вегетацијата доволни количини азот, а на крајот квалитетен принос. Оптималните рокови се важни. Важни се роковите на сеидба. За жал годинава врне, па пченката бавно се собира, а земјоделците не може да сејат пченица додека не ја соберат пченката. Многу е важно, првиот топол ден најавен кон крајот на неделава, земјоделците да го искористат за да ја соберат пченката, да фрлат ѓубре, да ги подготват парцелите и да ја засеат пченицата. Оптимален рок е втората половина на октомври. Некои стари датуми се 5 октомври, а крајни почетокот на ноември. Тоа се последните рокови за сеење. При мразеви пченицата ќе остане ако има снежна покривка, воспротивно ќе угине, но напролет, ако истата добие азотна прихрана, се ќе се врати како што било, бидејќи експертите велат, пченицата е трева која знае да изненади. Денеска и 2 политички пресконференции се само од пред зградата на ректоратот за екстерното тестирање на студентите. Неуспешен проект што не го измери знаењето на учениците, туку неправедно им го намали или зголеми успехот, а на околу 2000 професори им донесе плати помали за 15% во следните 12 месеци. Кога е логиката сега екстерното тестирање да се воведи на факултетите? Високото образование не е задолжително, а успешноста на студентите и професорите се испитува во континуитет. Сведоци сме дека младите во Битола си одат. Нема перспектива, нема иднина, туку само борба за гол опстанок. За неоправданоста на овој проект свесни се и Груевски, Ристовски, Адеми, студентскиот лидер Спировски, како и студентските парламенти на Битолскиот универзитет. Велиме не за екстерното на факултетите. За ова денеска и ВМРО ДПМН е како реакција на пресуд на СДСМ. Реформите во образованието беа незамисливи во времето на владењето на СДСМ, кога на големо царуваа непотизмот, нелојалната конкуренција, некомпетентноста и поддршката само на одбраните деца од нивната елита. Го продолживме трендот на стипендирање на студирање во странство со 148 милиони денари. Продолжува и владината поддршка за сите да имаат пристап до стручна литература преку превод на дела од врвни светски автори и универзитети. Со уведувањето државна квота за втор или трет циклус на студии, најдобрите студенти ќе можат бесплатно да запишуваат докторски и магистерски студии, но и специјализации. Продолжува и летното волонтирање на студентите во државните и јавните институции. И на крај, само за споредба. Буџетот за образование од 13,5 милиарди денари во 2006 година е зголемен дури за 67%. Во 2014 година изнесува 22 милиарди денари. Преку креативна работилница, децата се учат да бидат чувари на природата.
Преку работилница ќе можат да учениците да ја прикажат својата креативност, всушност да покажат какви чувари на природата се. Вклучени се сите основни училишта од градот, партнер во оваа активност ни општината Битола. Целта ни е да ги научиме учениците како да ја чуват природата, како да се грижат за неа, да го намалат отпадот кој секојдневно се наоѓа околу нас, затоа што немаме резервна планета, а тоа и самите тие ќе можат да ви го кажат. Работилницата ни е ликовно да се израза, значи преку цртеж да представат какви чувари се тие на природата, па тоа некој поезија или проза во зависност од нивната желба, сето тоа со збор да го изразат, ќе имаат можност на крајот од работилницата да се представат и да ги презентираат својата креативност, својата работа. Ке имаме од Стив Наумов училиштето, Коле Канински, Елпида Караманди, Кирил Методи, Тодор Ангелевски и ние како домакини Гоце Делчев од Битола. Ова всушност ни е и дел од кампањата Природата е наша мајка. Со овој проект ја завршуваме оваа кампања. Предходно имавме многу предавања, работилници исто на оваа тема за околу отпадот, рециклирањето, селектирањето на отпадот, уништувањето на самата природа, биодиверзитетот и сето тоа го вклопивме во една кампања. Природата е мајка, наша мајка, а ние чувари на природата. Еве што донесува светот на актуел. 15 на загинати во демонстрациите во Турција. И за други вести од светот покусата пауза. Останете со нас. Во Битола презентирана изложбата Турски печати на доктор Александар Литовски. Екипата од представата Иванов од Битолски театар пристигнаа во Русија. Битолчани воодушевени од хрватската представа се гледаме на Den Haag. Дарко од Беклан сними нова песна. Најмалку 14 луѓе загинаа во протестите низ Турција кои се организираат поради одбивањето на властите да спроведат воена акција против джихадистите на групата Исламска држава и заземањето на делови од курдскиот стратешки град во Сирија Кобани. Во Истанбул и најмалку 6 други градови низ Турција дошло до судири меѓу полицијата и демонстрантите што протестираа поради напредувањето на джихадистите од Исламска држава. Повредени се и десетина лица. Демонстрантите во текот на изминатата ноќ поставија барикади во неколку населби на Истанбул и фрлаа камења и чадни бомби врз полицијата. Од страна на полицијата бил потребен солзавец и водени топови за растурање на протестите во градовите Дијарбекир, Батман, Ван, Сирнак и Хакари, кои се со претежно курдско население. Над 2000 сириски курди, меѓу кои жени и деца, се евакуирани од Кобане, додека борците на Исламската држава напредуваат кон центарот на градот. Джихадистите од Исламската држава во понеделникот зазедоа 3 населби во сирискиот град Кобане на границата со Турција. Демонстрации на курдите низ неколку европски градови. Неколку десетици лица се повредени во Северна Германија за време на протести на курдски активисти кои бараат меѓународната заедница да се спротистави поостро на групата Исламска држава во Сирија. Во градовите Хамбург и Целе избувнаа судири меѓу курди и група муслимани. Полицијата успеала да спречи жртви и да ги смири тензиите меѓу представници на двете групи, иако тие биле нападнати со камења и шишиња. Демонстрантите изразиле поддршка за курдските сили кои водат жестоки борби со джихадистите на Исламската држава во сирискиот град Кобане и настојуваат меѓународната заедница поостро да и се спротистави на терористичката и злосторничка група. Курди протестирали во Франција, барајќи вмешување на меѓународната заедница во однос на ситуацијата во градот Кобане. Демонстрантите носеле црвени знамиња со срп и чекан на Курдската работничка партија и транспаренти со надписи "Сите сме од Кобане". Нивното барање е доставка на оружје за курдските борци во Кобане кои се во вооружен конфликт со терористите на Исламската држава. Европската унија побара од шпанската влада да објасни како една медицинска сестра се заразила со ебола во Шпанија, што е прв случај на лице заразено со опасниот вирус надвор од Африка.
Еврокомисијата испратила писмо до здравствените власти во Мадрид, од кои бара да објаснат како се заразила медицинската сестра и покрај преземените мерки за предпазливост. Шпанската влада се најде на удар на критики од дел од синдикатите во земјата, кои тврдат дека предупредиле на слабиот квалитет на медицинската опрема на тимот што лекувал двајца заболени од ебола во мадридската болница. Реакцијата на Брисел следи откако шпанските власти потврдија дека 40-годишната медицинска сестра, која била дел од екипата што лекувала лица со ебола, е заразена со вирусот. Штрајкот на пилотите на Air France компанијата ќе чини околу 500 милиони евра. Двонеделниот штрајк на пилотите на француско-холандскиот авиопревозник Air France предизвика пат во патничкиот сообраќај за 15,9% и во товарниот за 17,7%, а годишниот профит ќе се намали за околу 500 милиони евра, соопштија од компанијата. Според проценките на менеджментот на Air France, оперативниот профит во третото тримесечие поради овај конфликт ќе биде помал за 320 до 350 милиони евра во однос на истиот квартал од 2013 година, кога вредеше 634 милиони евра, пренесува Associated France Press. Најмалку едно лице загина, а 324 се повредени во вчерашниот силен земјотрес со интензитет од 6,4 степени по Рихтер, што ја погоди кинеската провинција Јунан. Американскиот геолошки институт објави дека епицентарот на потресот е регистриран во планинската област на 163 км северозападно од Јунџигонг на длабочина од 10 км под површината на земјата. Областа се наоѓа во близина на кинеската граница со Мјанмар и Лаос. Локални представници изјавија дека многу куќи се разурнати и оти се регистрирани многу дополнителни потреси. Сега и за времето во наредните денови. Какво ќе биде времето утре во Европа? За времето утре на Балканот. Какво ќе биде времето утре во Македонија? Следува временската прогноза за времето утре во регионот. Какво ќе биде времето утре во Битола? Следува временската прогноза за следните денови во Битола. Какво ќе биде утре времето во Ресен? Следува временската прогноза за следните денови во Ресен. Евеа прогнозата за времето утре во Прилеп. Какво ќе биде времето во наредните денови во Прилеп? Какво ќе биде времето утре во Кичево? Следува временската прогноза за следните денови во Кичево. Овде е крајот на денешниот актуел. Останете и понатаму со Тира телевизија.